што е вашиот став за изборите? Тоа ме интересира. Ако го следам тонот на изјавата на потпредседателот Николовски вчера, вие не сакате брзи избори. Знам што ќе ми одговорите, тоа зависи од ситуацијата и така натаму, но нема да ви одговорам тоа. Нашиот став во моментот за изборите е дека ако ги анализирате сите овие работи кои што ви кажувам, каква е можноста сега вие да ги екипирате избирачките одбори? Може и половина нема да сакаат да бидат таму. Дали вие можете да организирате соодветна и надежна мониторинг мисија од ОПСИ и ОДИХР? Па тие ги мониторираат изборите и во Америка и можам да ви нудам многу аргументи и контрааргументи кои што се спротивни на таа уредба која што тогаш ја донесува, која што им велев немојте. И да ве потсетам што сакам да напоменам поврзано со дента на гласањето на уредбата, господин Наке Чулев не гласаше за поддршка на таа уредба. Добро. Тука е затворен цитат. Сега ме прашувате што мислите, што е излезло токму затоа барам да излеземе на таа лидерска средба. Јас не сум како СДСМ и Зоран Заев. Седат брифираат 21, 28 јуни, 5 јули, 12 јули и така натаму. Од друга страна официјално велат здравието им е на граѓаните приоритет, а од трета страна платени слуги на Зоран Заев пишуваат колумни дека најдобро е во јуни да имаме избори и така натаму и така. Јас немам лицемерно однесување во политиката, едноставно сум човек кој што сака да се држи до принципите. И мојот принцип, иако еве го погази председателот, не свика втора лидерска средба кога ја продолжи во редната состојба, еве сега користам прилика да го повикам да организира час поскоро лидерска средба, да седнеме, да збориме за изборите. Да, што би бил вашиот став? Да збориме за изборите. Добро, што би бил вашиот став? Вие не сте за ова правно решение како моментално. ВМРО ДПМН во овој момент во првите 3 приоритета не е одржување на парламентарни избори во услови кога имаме пандемија, на здравствена криза, санитарна криза и така натаму. Добро, но во еден момент ќе се наметне тоа прашање. Еве, мојот одговор е тој. Јас навистина во овој момент се борам што можам повеќе како претседател на најголема политичка партија во опозиција, како кандидат за мандатар кој што утре пледира да биде премиер, да понуди што е можно повеќе мерки